Годишната стапка на промена на цените на основните прехранбени производи во јули да не биде поголема од 3%, побарал премиерот Христијан Мицкоски на вчерашниот состанок со ланците на маркети. Во наредниот период ќе се сретни и со добавувачите и производителите, од кои ќе го побара истото, инфлацијата кај храната да биде под 3% на годишно ниво. Една од тие цели е да во јули месец годишната стапка на промена на цените на основните прехранбени производи не биде поголем од 3%, односно да биде под 3%. Се сложивме сите. Се разбира, за да ова се реализира, потребно е да направиме еден ваков ист состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме општествено одговорни. Државниот пазарен инспекторат има задача да направи споредба на цените на основните прехранбени производи, а целта е да се види каде точно се креира зголемувањето на цените на храната. Истовремено државниот пазарен инспекторат доби за задача да направи компаративна анализа помеѓу цените на еден ист производ, еден ист артикал на добавувачите кон маркетите и цените на маркетите за тој ист производ кон потрошувачите граѓаните за месец мај 2025 споредено со месец мај 2026. Да видиме што е тоа кое што тука креира состојба да ние имаме зголемени цени на основните прехранбени производи. На новинарско прашање дали се сомнева на злоупотреби од страна на трговците, премиерот вели: Јас сум човек кој што е следбеник на американската верувај, но проверувај. Вчера пак откако регулатор ги спушти цените на горивата, премиерот испрати остра порака до трговците дека кризата завршува и дека граѓаните биле толерантни, поради што сега е наред трговците и дистрибутерите да им се одолжат и да ги намалат цените, особено на основните прехранбени производи. Кажа дека нема да прифаќа оправдувања и изговори и најави дека јавно ќе се објавуваат имињата на трговците кои нема да ги спуштат цените.